Наместо на минимална длабочина од 1 метар и 60 сантиметри, како што налагаат прописите, неодамна покојникот Кочани бил погребан на само половина метар под површината на земјата. Приватниот оператор, кој бил ангажиран за погребните услуги, несоодветно ја завршил обврската, правдајќи се дека земјиштето во градските гробишта каде се наоѓа гробот е карпесто и тешко се копа. Семејството на покојникот излезе со реакција на непрофесионалниот однос, иако целосно ја платило услугата за ископ на гробното место. Значи буквално сандукот е повисок од земјата. Значи денеска беве на првото утро мириса. Значи само со камен е потрупан. Значи воопшто нема земја. Значи чудо невидено оваа работа. Толкави камења врз сандукот да му се фрлат. Земја капка да нема. Тоа беше шокирано за нас. И ние сите тука наши блиски кога видовме што се прави со детето што ни изгоре джигерот, камења толкави ние сите се изгубивме. И покрај маката што ги снашла поради смртта на млад член на семејството, Томовски веднаш по погребната церемонија реагирале кај лицата кои го вршеле ископот. Реагирам уште вчера, но ни рекол дека не може толку е господин, толку ние копаме. Поиќе не може да подлабоко. На 40 санти има само цвеќе се сади, а не гробно место и сандук. Реагирах јас на гробарите, зашто гробот не е ископан. Гробарите не прифана, они се прифатни и толку копат повеќе е завршена сметката. Толку тетко копаме, ако треба некој повеќе тражете си други. Со тај одговор гробаро ми одговори. Неофицијално, ова не бил прв случај на плитко ископани гробови во градските гробишта во Кочани. Откако давањето на погребните услуги ги презеле приватните оператори наместо комуналното јавно предпријатие Водовод, цените пораснале за двојно, но квалитетот на услугите се влошил. Од Општинската комунална инспекција рекоа дека очекуваат официјален допис од семејството, пошто ќе се направи контрола на терен. Доколку се покажело од ископаниот гроб не одговара на стандардите, ќе бидат преземени законски санкции против операторот кој го извршил погребот.